гости, почитувани говорници, представници на невладиниот сектор, медиумите, добре дојдовте на денешната панел дискусија во организација на Државната комисија за спречување на корупција заради одбележување на Меѓународниот ден за борба против корупцијата во склоп на настанот Отворен форум за антикорупција. Моето име е Александра Чавдаревска и ми представува чест да бидам ваш денешен модератор. Согласно денешната агенда, преку оваа панел дискусија ќе ни се обрати господја Билјана Ивановска, председател на ДКСК, господја Мари Мадлен Канелополу, шефица на економскиот оддел при делегацијата на ЕУ и господин Александар Кржаловски, директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка. Денешниот настан е во заедничка организација со Македонскиот центар за меѓународна соработка и е препознаен и поддржан од USAID и ЕУ. Во однос на техничките аспекти на денешниот настан, достапен е превод на македонски, албански и англиски јазик во делот на јазичната поддршка. Пред да преминеме на обраќањата, би сакала да истакнам важноста на денешниот ден. Денес пред вас присутните представници од законодавната, извршната власт, представниците на невладиниот сектор, медиумите, Државната комисија ќе ги презентира клучните активности од изминатите 5 години од постојниот состав на комисијата. Ќе се осврнеме на предизвиците со кои се соочивме во превенцијата и борбата против корупцијата, како и на процесот на воспоставување, градење и јакнење на интегритетот. Ќе извлечеме заклучоци за следните предизвици и ќе оставиме висок праг на професионално работење и посветеност, кои ќе го наследат и развијат понатаму членовите од следниот состав на комисијата. Во текот на обраќањето на нашите говорници, на екранот ќе биде презентирана информативна содржина, подготвена од секретаријатот на ДКСК, која содржи статистички податоци за работата на ДКСК во изминатиот период од 5 години. Без да должам, би предложила да одиме по договорената агенда. Прв говорник денес е председателката Ивановска, која изминативе 5 години се истакна како посветен антикорупционер. Затоа пред да ја повикам да говори, би ја запрашала. Господјо Ивановска, што сметате дека го одбележа вашиот мандат во Државната комисија за спречување за корупција и што представува вашата најголема професионална гордост? Па мислам дека пред се транспарентноста, честиот и искрен пристап, професионалност и посветеноста, не само од моја страна, него и од останатите членови на комисијата, ќе го одбележи овој мандат и се радувам што е тоа препознаено и од страна на јавноста, на меѓународната заедница, но еве и со последниот извештај што вчера имавме прилика да го слушнеме од МЦМС, довербата на граѓаните во нашата институција е речиси двојно зголемена во однос на претходната година. Тоа се оние придобивки што во нас ќе си ги понесеме со себе кога ќе излеземе од оваа комисија. Ви благодарам. Слободно можете да се обратите. Почитувани присутни, драги гости, пратеници, министри, директори, председатели, представници на институции, гувернер на Народна банка на Република Македонија, експерти и соработници, представници на меѓународната заедница, наши донатори, представници на граѓанските организации, вработени во секретаријатот на ДКСК и членови на Државната комисија за спречување корупција. Имам особена чест и задоволство да ве поздравам и да ви посакам добре дојде на овој последен наш свечен настан во овој состав на комисијата. Пред се, дозволете ми во името на Државната комисија да искажам благодарност до Македонскиот центар за меѓународна соработка, Европската комисија и USAID, што ни помогна да го организираме овој настан и еве ни дадоа можност во 10 минути да ја резимираме нашата работа што имавме во овие последни 5 години. Ке започнам со зборови на моја драга пријателка, дека сите ние, како индивидуи, во својот животен век создаваме и оставаме печат
на вредности што го носиме секаде со себе, и во личните и во професионалните стремежи. Во изминатите 5 години работевме професионално, посветено, одговорно, стручно, честно, ефикасно, непристрасно и ги почитувавме начелата на законитост, на еднаквост, на јавност, ги почитувавме етичките норми и професионалните стандарди, без дискриминација или повластување на било кој. Нашиот интегритет ја подвлекуваше секоја наша одлука, а нашето мото влечеше корен од советот на Ајнштајн да не бидеме успех, туку да бидеме вредност. Оваа мисла сметам дека на сите треба да не биде водилка. Дотолку повеќе што вредноста е темел на интегритетот кај секој поединец, а делувањето на поединците со интегритет го зајакнува и интегритетот на институциите и создава дополнителна вредност во целото општество. Во една позитивна атмосфера по донесување на Законот за спречување на корупција и судирни интереси, со кој се предвиде целосно транспарентен избор на членови на комисијата, нам не беше предизвик да учествуваме на првиот јавен оглас за избор на членови на ДКСК, бидејќи за прв пат се спроведе избор со вклученост на јавноста и граѓанските организации и со спроведување на мерит и ветинг, што во крајна линија овозможи целосна независност на членовите. По овој предизвик се редеа и дни за други предизвици со кои се соочувавме и успешно се справивме. Половина мандат го поминавме во речиси исти материјално-технички услови и човечки ресурси, како и предходните комисии, но со својата професионална, посветена, непристрасна и неселективна работа испорачавме многу поразлични резултати и успеавме негативните оценки на Европската комисија од предходните години целосно да ги промениме. Она што е најголем белег на нашата работа е целосната транспарентност и отвореност кон медиумите и кон граѓаните. Сите седници на комисијата се јавни и достапни. Користам можност да искажам благодарност до медиумите што беа цело време со нас и ни беа поддршка за да работиме заедно. Започнавме во изборен процес, а нашата прва мерка беше да воспоставиме веб апликација Регистар на моторни возила, со што на граѓаните им се овозможи брзо и лесно да проверат дали функционерите користат службени возила во изборна кампања. Проследивме уште 2 редовни и 1 вонреден изборен процес со зајакнати механизми, со увид во бази на податоци на политичките партии, во трансакцијските сметки, исто така на политичките партии, вклучивме и наблюдувачи, а се со цел навреме да се откријат злоупотребите на државните ресурси. Учествувавме и во работната група за измени на изборниот законник, каде што предложивме укинување на буџетското финансирање за политичко рекламирање. Предложивме подобро прецизирање на забранетите активности и поголема транспарентност за трошоците на изборните кампањи од сите субјекти кои учествуваат во изборите, се со цел намалување на корупцијата во изборниот процес. Човечкиот фактор е клучен за успехот во едно општество. Почетоците на работењето на оваа комисија ја одбележуваат предметите за непотизам, кронизам и клиентелизам, односно вработувањата на блиски лица и носители на јавни функции. Од овие предмети произлегоа сериозни наоди за злоупотреба на дискреционите права и службената положба, кои црпат моќ од политичкото влијание, создаваат негативна селекција што го гуши професионализмот и води кон разградување на системот на вредности. Од овие предмети произлегоа бројни иницијативи за одговорност за разрешување на одговорните лица, кои за жал не се прифатија. Подготвивме и национална стратегија за борба против корупцијата и акцијски план за нејзино спроведување, која за прв пат ја усвои Собранието на Република Северна Македонија. Клучни хоризонтални области во националната стратегија се вработувањата во јавниот сектор и јавните набавки, пред се поради високите ризици од корупција. По спроведена анализа на ризици по сектори,
Во националната стратегија вклучивме 15 сектори, за кои беа утврдени клучните проблеми, мерки и активности за нивно надминување. Оваа година подготвивме и дополнување на истата, внесувајќи уште два многу значајни сегменти: инспекцијските служби како посебен сегмент и располагањето со државниот имот. Очекуваме собранието да ја разгледа и да ја усвои измената на националната стратегија. Со меѓународна поддршка изработивме анализи за злоупотреба на дискреционите овластувања, и тоа не само во делот на вработувањата, туку и при доделување на лиценци, дозволи, договори за концесии, злоупотреби за дискрециони овластувања и во делот на урбанизмот и градежништвото. Исто така, направивме и проценка на ризиците од корупција во правосудството, а на одитот проценката, заедно со препораките, ги проследивме до соодветните институции за подобрување на интегритетот и градење на политики во клучните стратешки документи на земјата во врска со судството. Изработивме и анализа за непродуктивните трошоци и апанажи, за користење службени возила, службени станови и предложивме мерки за нивно намалување. Изработивме бројни предмети за сомневање за корупција, судир на интереси и проверка на имотната состојба, издадовме многу укажувања, многу препораки, но и покренавме повеќе од вкупно 100 иницијативи за кривично гонење и за одговорност, односно за разрешување, а од прекршочните казни го зголемивме буџетот на државата за повеќе од 5 милиони. Степенот на спроведување на нашите препораки и иницијативи, кривични и оние за одговорност, од страна на надлежните институции е многу низок. И покрај укажувањата на Европската комисија дека е неопходно зголемување на ефикасноста на другите институции кои понатаму треба да постапат кон целосно затварање на предметите. Сепак, во последнава година, со назначување на црна листа функционери за кои уште во првата година од нашиот мандат сме покренале кривични иницијативи и иницијативи за одговорност, односно разрешување, уште еднаш се потврдува нашата професионалност и непристрасност во работењето. Во однос на последниот член на црната листа, господинот Кочо Ангјушев, во функција на вице-премиер, нашите истражувања покажуваат дека тој, раководејќи се од својата функција, раководејќи се од својот личен интерес, учествувал во подготовка и донесување на одлука за намалување на царинската стапка од 15 на 0% за производи што ги увезува неговата фирма. Учествувал во подготовка на закон за енергетика, закон за финансиска поддршка на инвестициите, кои се клучни за работењето на неговите фирми. Слабости утврдивме и во спроведениот стечај на ФЕНИ, како и причини кои ја доведуваат фирмата во повторен стечај. Во изминатиот период организиравме 8 јавни дебати, на кои беа поканети и активно учествуваа реномирани експерти од конкретните области, универзитетски професори, министри, директори на институции, граѓански здруженија, новинари и други заинтересирани страни. Како резултат на овие дебати се дефинираа заклучоци кои ги доставивме до ресорните министерства како ризични точки што треба да се земат предвид и да се надминат при креирање на нови или измена на постоечките законски решенија. Антикорупцијската проверка на легислативата е нова надлежност на Државната комисија и е утврдена во Законот за спречување на корупција и судир на интереси. Тоа представува клучен, превентивен, антикорупцијски механизам и е препознаена како силна превентивна мерка. Во посебна постапка, со посебен ангажман, обврска и експертиза, го изразуваме нашето мислење по сите нацрт текстови на закони кои се во подготовка и се испраќаат до ДКСК за мислење, со што се придонесува кон навремено пресретнување на сите евентуални точки на ранливост и ризик од корупција и судир на интереси во правните норми. Причините за позитивниот тренд во нашето работење се резултат на нашите успешни заложби да обезбедиме материјално-технички услови, нови простори
за сервер салата, за опремата добиена преку ИПА проект на Европската комисија, но и повеќе од двојно да го зголемиме човечкиот потенцијал. Ја користам оваа можност да се заблагодарам на вработените од секретаријатот, кои овие 5 години беа рамо до рамо со нас. И со својата стручна експертиза ни помогнаа да постапуваме стручно и професионално. Но оставам аманет. Но оставам аманет на новиот состав дека секретаријатот треба да продолжи да се екипира со стручен кадар, бидејќи оваа бројка не е ни половина ако се имаат предвид надлежностите на комисијата. Всушност тоа е препораката на Европската комисија во извештајот за напредокот на земјата. Причина за позитивниот тренд секако е и меѓународната поддршка што ја добивме преку ИПА проекти на Европската комисија, помош од USAID, од ОПСЕ, од РАИ, од ИФЕС, од UNDP, од Холандската амбасада и од други меѓународни организации, кои ни помогнаа да подготвиме национална стратегија за борба против корупција и софтверско решение за следење на истата, да развиеме систем за интегритет и софтверско решение за следење на истиот, да подготвиме низа прирачници, упатства, насоки и други документи за јакнење на личниот интегритет. Преземавме повеќе активности за едукација на стручниот кадар, а од неодамна формиравме и тренинг центар кој ќе се развива во насока на специфични програми за секој од елементите на интегритетот и борбата против корупцијата. Воведовме и електронско учење за антикорупцијски теми. Се овозможи и воведување на антикорупцијски содржини во редовното основно и средно образование. Се обезбеди поддршка за воспоставување на систем за следење на ризиците од корупција на повеќе нивоа. Се обезбеди поддршка за примена на новиот закон за лобирање и за познавање на процесот на лобирање во институцијата, но и за пошироката јавност. Се обезбеди поддршка за следење на финансирање на политичките партии и изборните кампањи, како нова надлежност на ДКСК воведена со новиот закон за спречување на корупцијата. Од меѓународната заедница се обезбеди и поддршка за компјутерска опрема и преку 10 софтверски решенија кои во голема мера ја унапредија и ја забрзаа работата на институцијата, а при крај е и тестирањето на софтверот за електронско поднесување на анкетните листови и за поврзување со институциите, кој од 1 јануари ќе биде ставен во употреба. Почитувани, јасни се податоците и од последниот извештај на МЦМС кои покажуваат дека корупцијата е најголем проблем за граѓаните. За разлика од претходните години кога на првите 3 места беа екзистенцијалните прашања како невработеност, сиромаштија и ниски приходи и политичка нестабилност. Ова покажува дека корупцијата е многу повеќе товар за граѓаните отколку полесен начин за остварување на целите, но охрабрува податокот дека се зголемил процентот на граѓаните кои пружиле отпор на коруптивни сделки, како и оние кои мислат дека има надеж да се справиме со корупцијата. Значи свеста кај граѓаните расте, а со тоа очекуваме да расте и нивната подготвеност да ја пријавуваат незаконско делување и корупција. Така ќе обезбедиме цврст систем за превенција и спречување на корупцијата и судирот на интереси, во чии рамки делува и оваа комисија. Сепак да не заборавиме дека борбата против корупцијата, против ова општествено зло, бара ангажираност на сите нивоа на општеството. Затоа, од исклучителна важност е сите релевантни институции да преземат активности во рамките на својата надлежност и да ја зголемат својата ажурност. Само заедничка и координирана акција, заснована на меѓусебна поддршка, може да даде конкретни резултати, бидејќи ако немаме силни и независни институции, неказнивоста станува темел врз кој се гради системот на корупција. Затоа, за да се стави крај на корупцијата, мора да се стави и крај на неказнивоста. Почитувани, не смееме да бидеме ниту глуви, ниту слепи на укажувањата и оценките во извештаите на нашите пријатели од Европа и Америка кога велат дека корупцијата во Република Северна Македонија е присутна во сите пори и дека земјата мора да најде начин
да ги разбие заднинските политички мрежи што овозможуваат цветање на корупцијата. Мора да постои вистинска политичка волја за да се запрат овие мрежи. Досега напредокот на овој фронт сериозно не достига. Овие зборови се силен аларм за сите чинители во општеството, а секоја победа е значајно камче во мозаикот на здравото општество. Очекувам препораките на меѓународниот фактор да бидат прифатени и да се зголеми ефикасноста на другите институции кои што понатаму треба да постапат по препораките и иницијативите на Државната комисија. ДКСК јасно го изнесе својот став дека со донесување на измените на казнениот закон, на кривичниот закон, се кршат столбовите на правниот систем и се поттикнуваат политичките пазарења и трговијата со влијание. Затоа, ако сакаме да изградиме функционална држава и да го спречиме иселувањето од земјава, тогаш сите ние треба да се зададеме цел изградба на здрави и силни институции со интегритет кои ќе овозможат владење на правото. Искрено се надевам дека овој апел нема да биде декларативно разбран, туку дека ќе поттикне силна акција кај секој од нас. Ние во ДКСК во текот на целиот мандат се залагавме за градење на силни и здрави институции. Во оваа прилика би сакала да искажам благодарност на членовите на Државната комисија за спречување корупција за посветеноста и сиот вложен труд, а на новите членови им посакувам да бидат успешни и со стручна, посветена, професионална, непристрасна работа да продолжат таму каде што ние застанавме, зголемувајќи ја и понатаму довербата на граѓаните во институцијата, која оваа година е речиси двојно поголема од претходната година, и да ја зачуваат позитивната оценка од Европската комисија, а со својот интегритет да изградат силен отпор од негативните влијанија. Ви благодарам. Господи Ивановска, јас можам само од мое лично име и нема да сгрешам ако кажам од името на секретаријатот во Државната комисија за спречување на корупцијата да ви кажам огромно благодарам. Следен говорник согласно денешната агенда господја Марина Канелополу, шефица на економскиот оддел при делегацијата на ЕУ. Господја Канелополу, драго ми е да сте наш говорник денеска. Би сакала од вас да дознаеме како ја оценувате досегашната состојба и соработка со Државната комисија и воопшто колку сметате дека работата на Државната комисија за спречување на корупција имаше влијание врз целокупната антикорупцијска клима во државата. So thank you very much. And I think that I will be answering your question in the few opening remarks that I would have. First and foremost, to thank President Ivanovska, my co-panelist, President Krasnovsky, and thank everyone here today present. I think the turnout speaks for itself. So the turnout speaks for itself, how important it is. From the side of the EU delegation, just to say that we have almost involved the whole delegation in the preparation of this two-day forum. Our ambassador was here yesterday, opening with President Penterovsky. We had the head of our political section present. I see colleagues from the delegation here. So this is just to show how important this is for all of us. And this is because advancing the rule of law and the fight against corruption is absolutely critical for North Macedonia and its European Union path. I think I will make certain continuous maybe references to what President Ivanovska has said, because corruption is indeed one of the most pervasive types of crime, deterring investment, weakening economic growth, undermining the rule of law.
but it's also linked to other types of crime, organized crime and money laundering. And this convergence of corruption with other criminal activities may pose a significant threat to a country's security. The recently published country report, and the President also alluded to that, and this comes in answer to your question, concluded that North Macedonia faced significant challenges in the area of the rule of law, and that there was no progress on both rule of law and fight against corruption. Corruption remains an issue of concern, is prevalent in many areas. We have delays and reversals in trials of high-level corruption cases, and that results in the expiration of the statute of limitations. As President Ivanovska mentioned as well, a matter of serious concern are the changes to the criminal code. However, an oasis in the country report is the commendation of the work of the State Commission for the Prevention of Corruption. However, the report calls for the effective follow-up of its recommendation, and similarly the recommendations of the State Audit Office. The report also calls out efforts to exert undue influence on judges or cases of intimidation of judges. The principle that politics has nothing to do with justice and that justice has nothing to do with politics needs to be made a reality and not just an aspiration. Currently, the delegation is implementing a 3-year project on the rule of law at a value of over 10 million euro. And this project contains also a special component on anti-corruption, and it's about strengthening and supporting anti-corruption initiatives, further supporting institutions so that they become more resilient. Fight against corruption is a long-term process, a challenge in every country, and that includes the EU. And this is why progress in the accession process is conditional on progress in fighting corruption. Yet it takes deep structural changes in a country's institutions, the legal framework, and its culture. It takes cooperation, it takes commitment for each and every institution and each and every citizen. And progress should be made in strengthening the anti-corruption legal framework in line with the EU law, in line with the spirit of the law. The consolidation of a track record of proactive investigations, prosecutions, and eventual final convictions in the fight against corruption at all levels and in serious organized crime must remain a key objective, especially now that some judicial cases have been affected by the statute of limitations due to the changes in the criminal code. For this to happen, human resources are needed, so sufficient resources should also be made available to relevant institutions. The independence of the supervisory institutions, including the soon-to-be appointed new State Commission for the Prevention of Corruption, should also be fully ensured. As I said, and again going back to your question, the State Commission for the Prevention of Corruption has consistently been a positive force in combating corruption. As for the ongoing process, we are not commenting exactly because it is currently ongoing, but we expect the future Commission to perform at the level of the current, if not more. The new composition will be judged on its merit, on its performance, and rest assured that the European Union will judge the new Commission on the basis of its performance. To each and every new member, we say that we expect you to be relentless in the fight against corruption
and to act at the highest level of professionalism and integrity. Some final words on the bigger picture and what we like to call the opportunity context. The European Union is looking at the Western Balkans with a new sense of urgency, partly driven by the tragic events we are all witnessing in Ukraine. There is a clear understanding that enlargement is in our mutual interest. It's about prosperity, it's about democracy, but also about stability and security of the whole Europe. The recent enlargement package helps the accession countries to come closer to membership, not only by listing areas where more work needs to be done, but offering also guidelines on how to do it. Very recently, for those of you who follow closely, you have seen the announcement about a growth plan for the Western Balkans, a huge initiative to improve the economic and social conditions in North Macedonia and in the Western Balkans more widely, through fresh assistance for the reforms, because it is only through those reforms that we will have sustainable development. Through new investments, we will have an award in a way for the implemented reforms. This is just to say that the EU accession and participation in the growth plan are merit-based processes. And it's up to you, the authorities, the society as a whole, to seize the opportunity and make it a reality for the benefit not only of the European Union, because it's not something that is done for the benefit of the European Union, but for the benefit of the citizens of the country as a whole. Thank you very much. Господја Канелополу, ви благодарам за вашето обраќање. Исто така морам да кажам благодарам за тоа што ја разбирате и следите нашата работа. Господин Крижаловски, ви поздравувам и благодарам за вашето присуство денес како професионалец кој добро ги познава и следи општествените случувања врзани со борбата против корупцијата и сте постојан соработник на Државната комисија по повеќе проекти. Би сакала да ве прашам што сметате дека е досегашната најефективна алатка во борбата против корупцијата моментално во државата? Поведете. Благодарам и поздрав до сите присутни, пред се до членовите на Државната комисија за спречување на корупцијата во заменување, но слушнав дека се тука некои од ново избраните или допарва што ќе бидат избрани во собранието, пак им посакаме и нив успешна работа, да продолжат, како што рече председателката Иванова, со она што го постигна оваа комисија. И поздравам и присутните други гости, посебно пратеници, министри, гледам да директори на државни институции, што укажува дека можеби нешто од ова што ќе кажеме ќе најде свој пат во институциите на кои сите се повикуваме. И за жал немам многу што да кажем пофално за тоа, и Билјана кажа дека неказнивоста останува еден од главните проблеми во државата, бидејќи се ова што го прави Државната комисија не е орган кој може да казнува или да става луѓе во затвор, така да кажем, за корупција. Тука е да и ние како невладени организации сме тука да укажуваме, да предупредуваме за институциите да постапат. И за жал тој механизам се уште го нема во доволна мерка. Овој форум е овозможен од нашите пријатели од Соединетите Американски држави и од Европската унија, бидејќи ги финансираат ваквите програми, и најавата е, односно веќе реалност, САД алоцира 18 милиони долари за следните 5 години за 2 големи проекти за борба против корупцијата. Швајцарската амбасада почнува исто така 10 годишен проект на тоа. Европската унија постојано финансира и меѓу другото ние сме членки на СЕЛДИ мрежата во регионот, кој го представивме вчерашниот извештај за состојбата во Македонија, но и во регионот со корупцијата. И малку е тажно да што реагираме кога странците нешто ќе укажат, или е извештајот кој ќе излезе или листата на Соединетите Американски држави, а не
читаме и следиме што прават и граѓанските организации од Македонија, меѓутоа и самите државни институции кои се независни. И не за џабе во извештајот се напоменати Државната комисија за спречување комисија и особено Државниот завод за ревизија, бидејќи во овие мандати во последниве 4-5 години на овие две институции се направија значен продор во она што на шега го викавме се мешаа во својата работа, за разлика од многу институции кои не го прават тоа за жал. Особено во делот на судството и обвинителството, дека едноставно не се проследуваат сите овие работи, а се укажуваат или се откриваат и се презентираат во јавноста, но нема фоллоуап, нема последователни акции на тие институции кои треба да постапат по тоа и навистина да го прекинеме тој ланец на неказнивост, бидејќи без тоа џабе се тоа што го правиме. Ако нема одговорност за тоа што се прави и казна за тоа што се во коруптивни сделки, нема нити Европска унија, нити ќе одиме напред, нити па некој ќе насака таму во членство. И за жал ќе го илустрирам ова со ова што не се случува деновиве со трагедијата на загинувањето на Вања и Панче. Бидејќи мислам дека беше колегите од Хелсинскиот комитет го кажа дека сето ова е последица на неказнивост. И многу од нас ги знаеме луѓето и конкретно човекот што го испаѓа дека го направил ова, се да не пресудуваме, обвинуваме однапред, бидејќи ќе си има постапка, но она што се случуваше и што се индициите укажуваат на човекот кој го познаваме по многу долгови и неказнати дела што ги направил, вклучително и некој од нас директно вклучен и наш должник во целата таа постапка. Ако се толерира и понатаму неказнивоста, такви последици ќе може да се очекуваат и понатаму за жал. И ова нека не биде, за жал требаше шок во системот за да се така да речем се мрднат институциите, тоа е па добрата страна и би рекол доброто во секое зло, дека институциите демонстрираа дека може да се решат работите на многу брз и ефикасен начин и дека се способни, а не некомпетентни, како што е стереотипот за сегашната влада, така да речем. Претходната нели беше корумпираната, а сегашна некомпетентната или неспособната. Еве, можело кога се сака и има капацитети и тоа треба да го пак не да го стимулираме на овој начин, туку едноставно да се читаат извештаите на Комисијата за корупција и на ревизори, да се постапува. И да се постапува исто по извештаите кои ги правиме ние граѓанските организации или укажуваме на некои многу видливи и логични работи. Пак ќе го повторам случајот со коридорите, го кажа вчера на извештајот, ќе повторам некои податоци од вчерашниот извештај. Прво дека втора година и од 2021 и 2023 на 2 години го правиме извештајот, корупцијата е проблем број 1 во државата по изјаснувањето на граѓаните. Секој трет, значи не е тоа само перцепција, и по индексот на перцепција дури сме полоши од времето, нели што го викавме дека има режим и дека било многу корумпирано. Сега на тој индекс сме полоши од тогаш. Ние истражуваме и подлабоко, не само перцепции, туку и ставови и искуства со корупцијата. Дали некој му било побарано мито, дали дал мито и слично. И еден од резултатите е додуше малку подобрен од минатиот пат, ама е пак тука 31%, а бил 33%. Значи плюс минус на секој трети човек во државата му било побарано мито. Затоа го илустрирав тоа дека отприлика пола милион луѓе учествувале на некој начин или би било побарано да учествуваат во корупција. И 1/4, 25% од вкупно анкетираните рекле дека дале мито. Дека едноставно така побрзо се завршува работата. Ако го пресликаме тоа на салава, замислете се, значи на секоја од масите веројатно по еден имал што учествува во корупција. Се надевам нема никој, ама статистика вика дека веројатно на секоја маса има барем по еден од сите што се видат тоа. Ставите се таа слика за да го илустрирате што е проблемот со корупцијата. Особено затоа ги поздравив пратениците, директорите и министрите на почеток. Граѓаните сметаат дека тие функции и судиите и обвинителите се меѓу најкорумпираните. Над 75, а некои над 80%.
Еви да не е така, ама и по статистиките и по искуствата од светот, јасно е дека корупцијата вирее во јавната администрација и во високата политика. Значи таму веројатно овие третина и четвртина се малце повеќе, веројатно секој втор е вклучен. Така да илустрирајте си како тоа име кога ќе правиме муабети и со малце скепса гледајте едни кон други, прашајте се дали сите овде сме борци против корупцијата или некој од нас учествува во корупцијата. И тоа се илустрира со да поврзам се тоа што го зборам со неказнивоста. Со проверката на судските случаи испадна дека само 98 лица се осудени за злоупотреба на јавната должност и само 4 за подкуп, за мито и корупција. Овие случаи, ако збориме за пола милион и 380.000 што биле вклучени, треба да се многу повеќе за да има ефикасна борба. Така да ова е на некој начин директен одговор на тоа прашање, дека се уште нема скоро никаков ефективен механизам за борба против корупцијата. Но затоа сме тука и пак ќе речем ќе се зголемуваат напорите и се надевам ова што го почна Државната комисија ќе го продолжи понатаму. И пак ќе речем доволно е она што веќе мислам дека Државниот завод за ревизија го издействува, да извештаите кои сега го стигаат во собранието да задолжително се расправаат. За тоа се тие таму. И собранието да ги усвојува заклучоците или да ги менува, ама да има дејство од тие постапки. Не може државните институции, општините се задолжуваат колку што сакаат, никој да не одговара и после од време на време владата да префрла по 50 милиони евра, зашто не работеле како што требало. И никој да не одговара за тоа. Значи, има механизми и тука се ги знаеме, само треба да почнеме да ги применуваме. И јас пак ќе завршам со мојот омилен случај за коридорите. Значи, не се спречи на Уставен суд со иницијативата на Државната комисија, меѓутоа е многу за мене нелогично ако последните 2 автопати сме ги направиле со едниот со европски пари вклучително, другиот ета беше кинески, ама кошташе 4 милиони евра, Миладиновци Штип. И тоа на рамен терен. Другиот беше на потежок терен, 6,3 милиони евра. Не можам да разберам како сме спремни да платиме 15 милиони по километар за следниот автопат, за следните коридори, од кои 3 делници се на рамен терен. Не можам да разберам. Инфлација и поскапување може да објаснат 30%, значи еве уште плюс 2 милиона нека се, ама не може 300% да објаснат. Така да, ете ги повикуваме пак институциите и следната комисија, ако вие не го завршите случајот до крајот на мандатот, да се позанимавате, да се замислиме, пошто тоа се нашите пари. И ќе завршам со тоа на сите министри кои им го коментирам ова, викам сега не може да кажете нема пари за ова или за она. Ако има 15 милиони евра по километар за автопат, има пари за се. Нема веќе, како се вика, excuses, извинување. Така да не завршам од црно светло, пак да пофалиме Државната комисија за спречување на корупцијата во овој мандат сепак направи исчекор и напредок во борбата против корупцијата, постави повисока рамка за новите и следните, со поддршката од Европската унија и USAID ќе има многу поголем мониторинг систем од граѓанскиот сектор на што работи самата комисија, така да ги чекат, тие си знаат колку нив ги критикувавме. Ние можеби не јавно не ги критикувавме, но едно од главните беше не се занимавајте со се. Те имаат многу случаи, ама има многу и мали и да речем незначителни случаи кои не може многу влијание да направат. Концентрирајте се на големите, каде што како што викаат основата на борбата против корупцијата. Следете ги парите, каде има повише пари, многу поголема можност за корупција. И нема корупција во приватниот сектор, нема некој да плати повеќе на друга фирма, ако нема никаква потреба ни логика. Корупција има, кога од државниот буџет нешто се троши и се пумпаат цените, за да се пренасочат парите. Така да со среќа благодарност до сегашната работа на комисијата и овој состав, честитки што успешно го привршуваат мандатот и се надевам новата ќе биде дури успешно од нив. Нека име со среќа. Благодарам.
жалоски за така сликовито одговорено прашање. Почитувани, сега би ве поканила заедно да го проследиме краткото видео обраќање на членовите на Државната комисија за спречување на корупција. Почитувани колеги, ја започнуваме 61-та седница. Со задоволство констатирам дека на оваа седница сме сите тука. Беше предизвик да учествуваме на јавен оглас за избор на членови на Државната комисија за спречување на корупцијата, бидејќи за прв пат се спроведе целосно транспарентен избор со вклученост на јавноста и граѓанските организации, мерит и ветинг на кандидатите, што во крајна линија овозможи целосна независност на членовите. Овој предизвик се редеа низа други предизвици со кои се соочувавме и успешно се справувавме. Половина мандат го поминавме во речиси исти материјално-технички услови и човечки ресурси, како и предходните комисии, но со својата посветена, професионална, непристрасна и неселективна работа испорачавме многу поразлични резултати и успеавме негативните оценки на Европската комисија за предходните години целосно да ги промениме. Она што е најголем мерит на нашата работа е проактивноста во работата и целосната транспарентност и отвореност кон медиумите и кон граѓаните. Сите седници на комисијата се јавно достапни. Промивањето на интегритет, честност и јавност во работењето на институции и организации е важен дел во изградбата на доверба во општеството и спречување на корупцијата. Тие принципи креираат околина каде што одговорните постапки се почитуваат, а недозволените активности се санкционираат. Се трудевме релевантните информации да лесно достапни за јавноста. Ова вклучува објавување, анализи, финансиски извештаи и клучни показатели за успешноста на ДКСК. Воспоставен е систем за заштита на укажувачите, а Државната комисија за спречување на корупцијата е еден од субјектите што има значајна улога во неговото функционирање. И заради тоа, со уште поголем интензитет треба да продолжат активностите за подигање на свеста на граѓаните за значењето на оваа заштита. Несилниот партнер на оваа институција во спречувањето на корупцијата е граѓанинот и затоа тој постојано треба да се охрабрува да ги пријавува своите сомневања за корупција во вршењето на јавните овластувања, а Државната комисија со своето проактивно и неселективно постапување да биде една од институциите што ќе ја врати довербата во функционирањето на системот и владењето на правото. Комисиони ще трябва проблемналими на корупционите на манер компетентен да проактиве и како штувар кујдесте вечан менаджимите ресурсет нир за обрен на сектори публик. Доке ве прувар си последен бе конкретен, деклюра свертале да активните документи стратегике. Комисиони ка констатувар, резичете да арта де перманенте, сидјат конзимеве, а што да дејате маримите квадрове УЗЕСе на институционе шпетроле де публике. Ке спордорими авторизиме дискреционале. Допсит вешкенијет е важнуешне лиѓоре, дикими политик, непотизми, кронизми и клиентелизми, доколик то важни мишт презенте на процеси на менаджимит ресурсен нерзоре на сектори публик, ценој на рънт одредене баразисни конкурин, системи си басмеритаве, професионализми, интегритети индивидуал теат институционал. Тој џитарто докори девијанце се башку, Јандере хапur për korupcioni si e keqen që minon institucionet demokratike, garantson zhvillimin ekonomik dhe proceset euro-integruese, nxit egzodin e të rive jashtë vendit, cënon qeverisjen e mirë dhe sundimin e së drejtës. Andaj vullneti politik dhe pazaret politike duhet të përfundojnë në momentin kur shëndrohen në ligje duhet të implementohen, mos implementimit të sankcionohen, të korruptuarit duhet të goditen pamshirë. Во овој петгодишен мандат, како Државна комисија за спречување на корупцијата, низ 4 изборни циклуси ги следевме активностите на политичките партии, но и однесувањето на политичките представници на државните и општинските органи и институции во однос на злоупотреби и користење на ресурсите со кои располагаат, а во интерес на партиски активности.
За утвърдените состојби издадени се 4 извештаи, објавени на веб страната на Државната комисија и поднесена е една иницијатива до јавното обвинителство за кривично гонење на една политичка партија за утврдени злоупотреби при финансирањето на изборната кампања за предвременни парламентарни избори. Со голема проактивност како членови на работната група за измени и дополнување на изборниот законник, успеавме со измени на одредени одредби да ги зајавниме надлежностите и контролните механизми на Државната комисија, но и да наметнеме поголема транспарентност на институциите за време на изборниот процес. Со последните измени и дополнување на изборниот законник, кои работната група неодамна ги достави до владата, Државната комисија предложи решенија за укинување на буџетското финансирање на политичкото рекламирање, подобро прецизирање на забранетите активности и поголема транспарентност на трошоците на изборните кампањи од сите субјекти кои учествуваат во изборите, а се со цел намалување на корупцијата во изборниот процес. Интегритетот е основа за спречување на корупцијата. Имајќи ги пред состојбите, секојдневните случаи, како и оценките за корупцијата во земјава, очигледно дека многу мора да се работи на јакне на личниот интегритет, но и на интегритетот на институциите. По основа, институциите се огледало на службените лица што ги раководат и што работат во нив. Оваа насока и по функција на исполнување на превентивната улога, ТКСК, со поддршка на делегацијата на Европската Унија и мисијата на ОПСЕ во Скопје, подготви политики за интегритет и повеќе документи за имплементирање на системот на интегритет во институциите на централно и на локално ниво, како и електронски систем за следење на примената на политиките на интегритет. Со меѓународна поддршка изработивме анализи за злоупотреба на дискреционите областувања не само во делот на вработувањата, во делот на доделување на лиценци, дозволи, договори, концесии, но и за злоупотреба на дискреционите областувања во делот на урбанизмот и градежништвото. Исто така, направивме проценка на ризиците од корупција во правосудството во Северна Македонија, а на одит од проценката, заедно со препораките, ги проследивме до соодветните институции за подобрување на интегритетот и градење политики во клучните стратешки документи на земјата во врска со судството. Изработивме и анализа на непродуктивните трошоци за апанажи, за користење на службени возила, за службени станови и предложивме мерки за нивно намалување. Од направените анализи произлегоа бројни укажувања и препораки кои за жал не се имплементирани. Комисиоништето пропара на лимне корупционит збатон, веницо збатимиле лиѓеве и курајон форцими нормативни институционал, крион политика де маса кундер корупционит, дзетбаш пуними дер институционал де живон култура юридики. Визиони кои со комисионите што креирање системи ефикас пропара на лимне корупционит, веќе монтари посамили промес контроли кундер корупционит на легислацион. Фиксојмо факти се рекомандими едона га комисиони јапињо контрибутора до сишом на миратини и лиѓеве цисоре за напречанти некато вепред парандалуес дикот на уген и корупционите. И така дојдовме до крајот на нашата мисија и работа во Државната комисија за спречување на корупцијата. Драги гости, денеска можевме уште еднаш да потврдиме дека корупцијата е многу сложен, повеќедимензионален и меѓусекторски феномен кој го кочи економскиот, политичкиот и социјалниот развој за секој од нас. Заклучивме дека за да имаме успешно владење на правото, императив е да се воспостави ефективна и редовна комуникација и координација помеѓу сите институции во јавниот сектор и добра поврзаност помеѓу јавниот и приватниот сектор. Разбравме повеќе и се информиравме за сите активности на Државната комисија за спречување на корупцијата во изминатиот 5-годишен период и оставивме многу можности за понатамошен раст и многу врати отворени за добра соработка на следната комисија. Сретно да поканам на контрол дружина ве подсетувам дека единствениот општествен коректив е нашиот интегритет. Како ваш модератор денеска, можам да заклучам дека агендата е исцрпена. Ви благодарам за вашето присуство и само да ви кажам до следно видување.